Ајде, овој пат ќе одиме кај Јулија, му рече Ангел на својот другар Крсте. Беше сабота, доцно есенско пладне. Овој пат нема да ја побара Ана. Не од нешто друго, туку за да се провери себе си дали таквата своја постапка ќе ја издржи. Кога се врати, Ана го чекаше пред вратата на интернатот. Беше завиткана во зимски капут, а кога го виде се затрча кон него. Нешто не се случи? Зошто не иде дека нас? Цел час те чекам. Ти знаеш дека... Ана заплака. Очите беа влажни од солзи, а Крсте се оддалечи и ги остави насамо. Но во тој момент и кај Ангел се случи нешто зашто не беше свесен и нему во очите му навреа солзи. Тој почувствува дека ја навреди Ана, ја издаде љубовта кон неа и се покаја за проверката на своето чувство. Тој час знаеше дека таа му е неопходна и со сето свое битие нејзе и припаѓа, најблиско е до неа. Ајде, се ќе ти раскажам, и рече и ја повлече за рака. Немој да се лутиш. А каде беше? Не знам зошто, но овој пат се загрижив за тебе. Почувствував дека нешто не е во ред. Ајде, кога ти велам, одсечен беше тој. Никој никогаш нема да не раздели. А што дека бев на друго место кога постојано мислев на тебе? Дури и чувствував дека ме чекаш пред интернатот. Нема да веруваш, но станав и нестреплив да си дојдам што побрзо. Крсте ќе ти раскаже. Ана го слушаше и уште повеќе му се доближи. Посака да ја гушне. Се чувствуваше позаштитена. И Ангел исто така. Откако го сретна него, таа е поспокојна, велеше татко и на Ана. Дури и поведра, да не поверуваш во такви промени. Кој знае, како да не може без него, постојано го бара, сака да се сретнуваат, одговараше мајка й, а промените се забележливи. Нека, така е подобро, продолжуваше таткото да го дефинира познанството. Сето тоа нема да се претвори во љубов со трајна гаранција, туку ќе се сведе само на пријателство. Никогаш ништо не се знае, му одвраќаше мајката. А ако се претвори во чисто пријателство, љубовта ќе се слее во него и тешко ќе дојде до израз. Но има и обратни случаи, па според тоа тешко може да се дефинира. Во прашање е искуство. Тие го немаат и добро е што се врсници, така мислеше мажот. На нивни години такви врски се подобри. А еден ден се ќе се распадне безболно и самото од себе. Треба само време. Така разговараа родителите на Ана. Таткото професор по архитектура на архитектонскиот факултет, а мајката предаваше хемија во средно училиште. Ана не учествуваше во нивните разговори, барем не секогаш. Кој што сака можеше да рече за Ангел, но не пред Крсте. Тој не сакаше раска да падне врз неговиот другар и предвидуваше дека од него ќе излезе голем и значаен човек, а голем и значаен човек продолжуваше да биде во блискост со Ана. Тие во секако да се разбираа, како да си ги насетуваа тајните што ги тиштеа и едниот и другиот. Добро ќе беше да имав брат или сестра, му велеше Ана. Постојано ги обвинувам мама и тате поради тоа. Тие биле себични што не родиле некого со кого ќе бидам иста крв. Многу ми недостига брат или сестра, сеедно. А што да речам јас? Кај мене работите се поисплеткани, се обидуваше да ја утеши Ангел, но јас навикнав на тоа. Веќе не мислам дека нешто може да се измени, а и нема на кого да се лутам. Ама јас има, протестираше таа. Тие се млади и однегувани луѓе. Не им било тешко да родат барем уште едно дете, а вака сама. На прв поглед работите се такви, во животот се е поинаку. А чувството да се најдеш пред нечи прак е нешто друго, зарем не, велеше Ангел. И добро е што сето тоа го знам, тие ми го кажаа навреме, вистината не дојде од друга страна како убодна стрела. Добри некои луѓе се твоите, Ангел, се добива впечаток дека многу ги сакаш, како да си нивно дете, како да те родиле. А зошто и да не? И ги сакам, Ана, тие се умни и несебични луѓе. Татко ми е железничар, но не е толку неначитан човек. Тој му придува на животот од сите негови добри и лоши страни, и тоа храбро и достоинствено, а и мајка ми исто така. Таа го знае секој мелем што се крие во тревките, проучува од книги и ги снабдува билните аптеки со билки какви што растат само во клисурата. Разговарав со мама и тата, го сврте разговорот Ана. Тие ќе ме пуштат да дојдам со тебе во клисурата. Веројатно уште оваа зима. Тоа би било добро, се израдува Ангел. Тогаш ќе сватиш какво место е мојот крај. Впрочем, со мама и тате добро се разбираме, тие се добри родители. Ме сакаат и ми пуштаат 3 напред. Не треба да се жалам. И да им простиш за тоа што немаш сестра или брат. Па и тоа, но сепак од
При крај им се лутам, впрочем и мене кога ме добиле не биле во првата младост. Мама имала 32, а тате имал 35. Веројатно во бракот посакале да бидат малку послободни, да пропатуваат без семени обврски, така велат. Беше доцна есен во градот, прва есен на Ангел како се раздели од клисурата. Барем да можеше да го поведе Калин, верното куче. На тој начин ќе беше поблиску до клисурата, така мислеше. Но каде ќе го чува во интернатот? Да можеше да се договори со чуварот, току Калин им беше потребен и на неговите во клисурата, како вестител и бранител од канети и неканети гости во дивината. Мора таа зима да ја поведе и Ана со себе, само да им дојде полугодието. Ќе биде гостин. Зошто тој постојано е таму кај нив? Таа му ја свири момчето од клисурата. Ана треба вистински да ја почувствува клисурата. Беше време на оценки. Ангел немаше проблеми со учењето. И Крсте не беше слаб. Не му речеси сите му беа здрави тројки. Ке паднат во несвест моите, велеше тој. Кога ќе видат тројки, не ќе можат да поверуваат, доколку не ги расипам до полугодие, се разбира. А кога ќе почне практичниот дел, оценките ќе ми бидат 5+, најмалку 5+. Јулија бараше начин како да го здружи раскараното семејство и слободно да си допушти љубовен флерт, а без страв дека ќе најде на некој од своите братучеди, зашто никогаш ништо со сигурност не може да се предвиди. Ана држеше постојано ритам во животот. Тие со Ангел беа неразделни. Таа сакаше се да подели со него. Дури и незините навикнаа, кога ќе речеше, а за Ангел, токму затоа кога преземаа нешто, кога планираа настојува и него да го вклучат во планот, да биде блиску до нив, поточно до нивната ќерка. Штом таа го сака, тогаш зошто да и го навредуваат чувството? Впрочем, Ангел оставаше добар впечаток, а за Ана не можеа да речат дека е разгалено дете кое постојано бара леп и погач. Но откако се сретна со него, таа како да почувствува што значи да си има некој близок, некој со кого случајно си се сретнал и уште со првиот поглед во потполност си се разбрал, речиси во се. Така се случи со неа. Но ако таа беше осамена, тогаш Ангел бил уште посам. Живеел со двајца стари луѓе, жена и маж, во дивина далеку од луѓето. А тој живот не го направил див и непристапен, туку како да го облагородил, го подготвил да знае, да се бори и да ја добива битката. Така стоја работите. Така се одвиваше животот во градот таа зима, а предвидуваа дека ќе биде влажна и снежна, убава и топла. Дали беа во право оние што предвидуваа дека меѓу Ангел Долински и Ана Ангелова се случи голема љубов? Тој роден на 1. март 1961 година, а таа на 7. мај 1961 година. Речиси врсници. Така им стоеше запишано во изводот на книгата на родените. Дури и двајцата беа посериозни за својата возраст. Оние што добро ги познаваа беа сигурни дека таа љубов е взаемна. Ана имаше свој круг на пријатели. Некои момчиња постојано и се додворуваа, беа подзаљубени во неа. Ниедно од нив целосно не допре до незиното срце. Се до појавувањето на Ангел, кога почувствува дека нему му припаѓа, не може да биде равнодушна кон него. Ако запозна како продавач на Јоргован, на необичен, за неа привлечен начин, со свежо цвеќе од клисурата. Така принцезата се влюби во случајниот скитник, а на крајот, за да биде секако восказна, треба да се открие дека скитникот всушност е принц од кралско потекло. А и тој дури со заврзани очи, во мноштво девојки кои го чекаат со расширени раце, беше сигурен дека ќе втрча во прегратките на Ана. И го препознаваше чекорот за себе, насетуваше кога е таа во близина. Нешто како да се промени во него, а што е тоа не му беше јасно. Дури и на портретот сите му се чудеа, не веруваа дека е правен по сеќавање, толку убедлив по сеќавање. Не му предвидуваа дека ќе биде голем сликар, а тој одмовнуваше со глава. Не беше убеден дека е талентиран, немаше желба да се занимава со сликарство. Таа желба му се јави оној момент кога почувствува дека сретнал таков лик кој никако не може да му избега од подсвеста. И се обиде да го овековечи, а велат дека успева во тоа. За сликарите, портрет по сеќавање е тешка форма на изразување. Но ете, на крајот се случи како што посакуваа и двајцата. Тие се пронајдоа, беа веќе заедно. Толку се радувам на полугодишниот распуст, велеше Ангел, одвај чекам да дојде.
И јас, а бавно ми доаѓа, прифаќаше Ана. Како е кај тебе кога има снег? Подобро да не ти раскажувам, тоа треба да се види, да се доживее. Штом ќе помине нова година, деновите до полугодие побрзо ќе се лизнат. Така мислеше Ана. И уште првиот ден со тебе кон клисурата. Затоа и се радувам, тоа што ќе бидеме заедно. А дали знаеш да скијаш, Ана? Не многу, но се снаоѓам некако, велеше таа. Впрочем, имам ски. Ќе те научам да скијаш, и велеше Ангел. Јас скијам откако знам за себе. Морав да научам. Скиите во клисурата се потреба кога има снег. А дали ќе има оваа зима? Клисурата ниедна зима не била без снег, а во јануари го имало најмногу. Овој Ангел е снаодливо момче, велеше некој од матурантите во интернатот, како да живеел во градот, а не како да доаѓа оваа есен од никакво место. Тоа никакво можеш да го отфрлиш од својот речник, го поправи Крсте. Клисурата е најубавото место на светот, ако сакаш да знаеш. Го браниш за тоа што се шлепуваш за него, го жегна матурантот. Ти си фластер кој не се одлепува. И тебе да ти е другар ќе бидеш почестен, му одврати Крсте. Ти не го познаваш, Ангел. Наближуваше нова година. Веќе падна и снег. Прогнозите најавуваа убава зима, тоа подразбираше топла и влажна со многу снег. Ангел покажа дека е снаодливо момче и со тоа што новогодишната ноќ ќе ја слави надвор од интернатот во градот. Тој беше единствен меѓу интернатците кои успеа да направи пробив низ интернатските рамки. На завист од многумина се разбира, тоа заедно со Крсте. А за тоа требаше специјална дозвола, но интернатскиот Шерлок Холмс, воспитувачот Анастас Пандилов, му рече: Оди, момче, двајцата одете. Се знам, не треба да ми објаснувате. Добро ќе беше да останете со нас, но ќе си честитаме потоа. Имам доверба во тебе и во двајцата. Никој никого не треба да го сопира во животот. Ангел и Крсте прозборија нешто како благодарност и скришно си ги подадоа рацете. Матурантот Аринтон значајно ги одмери, а Крсте доверливо му поднамигна. Новогодишната ноќ беше закажана кај Ана. Тие имаа куќе со соби кои беа широки и погодни за прослава, а и неизе Крсте беше симпатично момче. Ја поканија Јулија, а требаше да дојдат и музичарите од кругот на Ана. Меѓу нив и влюбениот Доротеј, чија специјалност беше виолината. Тој ја сакаше Ана, а таа ништо повеќе не можеше да му вети освен пријателство. Зарем тоа не ти е доволно, му велеше, кој го има пријателството во поголема мера? Кој? А дали знаеш дека те сакам? Зарем тоа не го забележуваш? А јас те мразам, Тео, зар не? Го прекоруваше таа. И немој некој нешто да ги расипуваш. Добро, немоќно ги ширеше рацете. Ти не ме мразиш, но и не ме сакаш. Тоа не сум го почувствувала, барем досега. Се разбира, на начин што посакувам. За такво сакање се уште не сум подготвена, му одврати Ана. Дали ме разбираш? Не потполно. Зошто оној Ангел, кого одвај го познаваш, ти е поблизок од мене, ти мислиш дека тоа не го забележувам? На тоа прашање не можам и сама да си одговорам, си призна таа. Впрочем, ние со него сме само пријатели. Таквото пријателство е поврзано со еден инспиративен момент во возот. Тој ми понуди јоргован, како во некој стар филм. Сето тоа се вклопува со одреден момент во животот. Тој одговор не ми е убедлив, заврте со главата Доротеј. Продавач на јоргован, стар филм во нова облека и уште разни други одговори. Не знам веќе како да ти објаснам, ги ширеше рацете Ана. Навистина не знам. А јас да ти објаснам, тажно и се загледа во очите тој. Дали знаеш дека тоа е љубов? Љубов? Не, можеби не е љубов, што ли се бранеше таа. Едноставно чувствувам потреба од Ангел, а и тој од мене. Тоа е се што се случува меѓу нас. Се друго е толку чисто и искрено. Така разговара Ана и Доротеј. Влюбениот Тео, додека ги чекаа, другите гости ја се соберат за прослава на новогодишната ноќ. А тие веќе еден по еден доаѓаа, поточно некој од нив се враќа, зашто преку денот дојдоа за да ја помогнат во украсувањето на собата. Тие денови падна и снег, убав и мек, како што доликува за нова година. Беше весело добро друштво собрано на едно место. Меѓу нив и млади музичари и едни мајстори на разни инструменти. Увертира на новогодишната вечер беше композицијата на флейта, Момчето од клисурата, во исполнение на Ана.
но тука беше и Доротеј со танци за виолина, потоа имаше исполнувач на тромбон, а една девојка седна за пијаното. Од се по нешто, сериозно, рок, народно, Јулија скришно гледаше во Ана и Ангел, ги анализираше од сите агли, а она што ја беше најинтересно кај нив беа нивните очи, речиси исти, јадри и сини. Тогаш Јулија свати, тој во потполности припаѓа на Ана. Дури во споредба со Доротеј, кој беше убаво момче, Ангел криеше нешто друго во себе. Никој е сигурен што излегува од него. Може би очите на Јулија така гледаат. Но не, навистина беше така. Ана не е залудно влюбена во него. Имаат право да бидат заедно, му почепна Јулија на Крсте. Погледни каква двојка се тој и таа. А и се, да знаеш, одобри Крсте, на таа не е толку поубава од тебе. Не станува збор за убавина, му одврати Јулија, кај луѓето има и нешто друго што е посилно и од убавината. Тие едното и другото го имаат. Од каде Јулија ги знае овие нешта, помисли Крсте. Кога би бил сигурен дека ќе прифати, веднаш ќе се мавам. Па што сака нека биде. А и тој ја сака, иако не признава, продолжи Крсте. Добро знам. Музиката продолжуваше да свири. Доротеја покани за танцување Јулија. Таа прифати само за да не го навреди. Ана го фати за рака Крсте и го вмеша во танцувањето. Во еден момент од вечерта Крсте ја крена раката и гласно извика: "Музиката да запре, на мое барање." Тоа и се случи. Тој скришно погледна кон Ангел и го доби потребното одобрување. Другите очекуваа: "Што ли наумило ова момче? Може ли од латиница да преминеме на кирилица?" Додека другите зачудувачки го гледаа, тој излезе во ходникот и ја побара торбата што ја донесе. Ја извади гајдата, ја намести сурлата и почна да ја полни. Другите со изненадување гледаа во него, но не Ангел, Ана и Јулија. Одеднаш гајдата спиште, засвире. Сериозните музичари со ококорени очи гледаа во него, а потоа еден по еден го прифатија орото и заиграа во собата. Тој час беше највеселиот од новогодишната ноќ. Крсте се прослави на таков начин. Потоа со гајдата се обидуваше да засвири Доротеј. Не му успеа. Тој беше мајстор на виолина, но гајдата беше нешто друго. И тромбонистот не беше успешен. Од тој момент ноќта стана уште повесела. И така се до утрото, како што е обичајот за Нова година. А поубав обичај од веселбата нема. Таа ноќ веројатно Јулија беше најтажна меѓу сите што прославуваа, можеби повеќе од Доротеј кој не беше сигурен во љубовта на Ана. Но Јулија беше обседната и со средувањето на семејните односи. Таа посакуваше и кај нив да се насоберат едно чудо роднини, братучеди и братучетки, тетки и чичковци, но меѓу нив неизбежно на чело да седи се знае кој, бабата. Онаа што е вината како лоша жена, а Јулија никако да поверува во тоа. Таа мислеше дека на човекот треба да му се даде можност да биде добар и веруваше дека еден ден ќе го слушне гласот на баба си која ќе побара: "Дајте ми да си ја прегрнам мојата Јулија, таа е најзаслужна што на сите ќе ви простам. И да знаете дека обичај е снаите во мојата куќа да се придржуваат на мојот ред. А кога јас ќе бидам кај нив, ќе го почитувам нивниот. Така било од памтивек, така и ќе остане. Ах, бабичке моја, кога би знаела дека и оваа ноќ мислам на тебе." Си прошепоте Јулија и ја прифати поканата на Ангел за танцување. "Таму е подобро да се појде напролет," велеше татко и на Ана. "Тогаш во клисурата мора да е многу убаво. Кога цутат јоргованите," прифаќаше мајката. "Да ја почувствуваш пролетта, тоа е инспирација. Вие знаете дека не сум од оние кои се многу разгалени и постојано нешто бараат од своите родители," се лутеше Ана. "А и ми ветивте, зошто сега се обидувате да заборавите наветувањето? Добро, некои нешта мора да се почитуваат," се обидуваше таткото. "Затоа и разговараме, како со рамноправен член од нашето семејство. Но Ана, ти знаеш дека..." "Што но? Тоа значи сакате ми го скрадите задоволството зимскиот распуст да го поминам сама, да не бидам постојано придружувана од вас? Тоа и си го бараме," извика мајката. "Нашето друштво почнува да и пречи, зар не?" "Такво нешто не реков, само ви давам до знање дека не сум веќе мала и некои решенија можам да ги донесувам и сама, како во овој случај, мамо. Тоа и го забележуваме, мила моја. Токму затоа..." "Добро, доста со таков тон," ги прекина таткото. "Можеме и посмирено, како возрасни луѓе.
До сега ништо не сум направила што би ве повредило, а овој пат не станува збор за ќерка, една на мајка, туку за девојка која да речеме има потреба да излезе на чист воздух. Такво нешто мора да признаете, не е на одмет, нели? Тоа го знаеме и ќе донесеме решение прикладно за сите, Ана, продолжи смирено таткото. Ние те сакаме и не сме навикнати туку така да се одделиме. Можеш ли да си замислиш колку ќе ни биде глуво без тебе? 15 денови не се малку, го подзеде мајката. Тоа е едно, а друго, дали на тие луѓе нема да им бидеш на товар? Така речи, ние и не ги познаваме. И самиот помислив на тоа. А дали тоа значи дека и доаѓањето на ангел во нашиот дом нека му е на товар? Такво нешто не рековме, Ана. Никој нема ни да помисли. Тој ангел го прифативме како да е наш. Тогаш зошто и неговите да не ме прифатат? Во тој момент помисли Ана дека ангел е присвоено дете, но премолче. Незините родители не знаеа, а и зошто да им ја открива тајната, тој не ја довери. И така се договорија да си ги чуваат тајните. Впрочем, што е важно дали ангел е присвоен или не? Да го привршиме разговорот, продолжи таткото. Твојот пријател Керко мој очигледно многу те значи. Ние тука ништо не можеме да менуваме и не се обидуваме, а и не треба. Но да решиме онака како што е најдобро. Мене ми е пријатно со него и тоа е се што се случува меѓу нас. Не се повлекуваше Ана. Неговото пријателство ми е потребно. Тој е чисто и достоинствено момче. Тоа го почувствував уште првиот пат кога го сретнав. Настана молка. Разговорот со тоа заврши. Тие можеби не очекуваа дека нивната ќерка ќе биде толку упорна и ќе настојува да појде на гости во клисурата. Двајцата се погледнаа и немо се разбраа. Но Ана им го улови погледот и свати. Целта ќе си ја постигне, ќе му биде гостинка на ангел. Родителите ќе морат да ја исполнат желбата. Полугодието наближуваше. Татко и Нана, професор доктор Иван Ангелов, го прелистуваше телефонскиот именик. Тој го бараше бројот на железничката станица во клисурата. Сакаше да стапи во контакт со татко му на ангел. Неговата ќерка таквата намера не ја насети, а ќе искористи погоден момент кога таа нема да биде дома. Тој го имаше потребниот број и најпосле успеа да стапи во контакт со железничарот Војдан Долински од клисурата. А кога му ја образложи желбата на Ана и ангел, од другата страна беше сослушан. Прашувате, професоре, дали ќе не биде на товар вашата Ана? Се изненади тој. Немојте, ве молам, нашиот ангел толку многу ни раскажува за вас. Ние сме сами луѓе, а присуството на децата ќе ни биде добре дојдено. Нивното пријателство не радува. Немојте да се грижите за ништо. Вашата ќерка ќе биде на безбедно место и изгрижена како наше дете. А и вие можете да не посетите. Татко и Нана беше задоволен од разговорот. Тој свати дека разговара со искрен човек. И затоа смешкајќи се во себе си рече. Има право девојчето. 15 денови на убав и чист воздух, а веројатно и на снег, ќе бидат добре дојдени. А и зошто да не доживее таква радост? Веднаш потоа одлуката беше донесена. Ана и ангел ќе одат во клисурата. Кога им кажаа, тие се гушнаа од одушевување. Ви благодарам што Ана ќе ми биде гостинка. Зјаеше од задоволство ангел. А и вие за еден од викендите можете да не посетите. Би било добро да дојдете. Благодариме, ангел. Таква покана веќе имаме од твоите родители, се насмевна татко и на Ана. Нашата посета ќе оставиме за друг пат. Ана и ангел се погледнаа и сватија. Телефонските врски се од големо значење за човештвото. А зошто да не дојдете? Ги погледна прашално Ана. Кај мене има вонредна сесија за студентите, а тоа значи дека ќе бидам зафатен, образложи таткото. И не е само тоа, имам и други обврски. А вие, професорке Билјана, се пошегува ќерката, на кој начин ќе не одбиете? Нема да ве одбијам, тука ја прифаќам поканата, се насмевна таа, но напролет, кога ќе има Јоргован, а може би и налето, кога ќе бидам послободна. Важно е вие добро да се забавувате и да се одморите малку од учењето, им рече таткото. А добро ќе биде ако ја научиш Ана да скија. Веројатно ти си добар скијач, предпоставувам, зарем не, ангел? Ве верувам дека и Ана добро ќе скија, рече тој. Таа задача нека биде моја. Кога одеше кон интернатот, чувствуваше како да трепери од некој сончев простор. Ќе бидат заедно со Ана и тоа во неговата родна клисура. Ако пред неколку месеци некој тоа му го речеше, не само што немаше да верува, туку ќе мислеше дека без потреба сонува.
Размислуваше како да го направи престојот интересен и убав. Таа без друго ќе ја донесе со себе флейтата, а таму ќе се разлева момчето од клисурата. Ќе бидат тоа убави зимски денови со необично долги ноќи. Додека чекореше по улицата во таа јануарска преквечерина, тој помисли на Јулија. Таа му помогна да ја пронајде Ана. Тоа никако не му излегуваше од главата. Дали сама ќе успее да си ја пронајде баба си и ќе го измериле меѓусебно раскараното семејство. Вистина беше дека Јулија е убава и мила девојка. Доколку толку многу не го привлечеше Ана, може би внимание ќе ја обрнеше на Јулија или пак не, тој ќе се доближеше, ќе беа може би многу поблиски. Сето тоа му се испреплетуваше низ главата, си поставуваше разни прашања, на кои одговорите можеше само да ги нагаѓа. Но кој знае по кој пат чувствуваше дека и припаѓа на Ана. Веројатно така и ќе биде низ текот на неговиот живот. Таква љубов не бара проверка. Не треба да се става под сомнение. Тој сакаше љубовта да му остане чиста и се плашеше да ја допре со нешто што би можело да ја извалка. Да го замати нејзиниот како кристал чист извор. Да не повреди нечие чувство, а потоа и самиот таквата повреда не ќе може да си ја прости. Пак се прашуваш, зошто такво чувство кај него? Што е тоа што се случува меѓу нив двајцата? Пак се подзамисли и почна да ги толкува во себе зборовите што само пред неколку минути си ги изрекоа со Ана на излезот од нивниот двор. Таа му рече: дали знаеш, Ангел, што е љубовта? А зар сето ова не е некоја возвишена љубов? Тој ја одговори: љубов е ова што се случува меѓу мене и тебе, Ана. Снеговите во клисурата. Тој ден железничката станица вриеше. Зимскиот распуст почна. Денови кога родните домови чекаат со отворени врати. Се разбира за оние што учат во градот, а дошле во него од разни страни. Пред полугодие падна и нов снег, а денот беше убав и мек, невообичаен за длабока зима. Мекоста навестуваше дека снегот ќе го има во изобилие. Меѓу патниците беа и Ана и Ангел. Оние што ги гледаа, а не ги познаваа, велеа колку се млади, убави и среќни и колку многу се сакаат. А некои што ги познаваа од интернатот или од нивните училишта, патем им дофрлаа: здраво, исти очи. Тие им поздравуваа и чекаа да се постави возот за клисурата. Со нив беше и Крсте. Тој требаше дури утрото да замине со автобус за Рамна, зашто за попладневните автобуси не стигна да извади билет. Ангел ги носеше двете торби. Како што беше јадар и стасит, товарот не му беше тежок. Крсте се погрижи за скиите од Ана, а нејзе и остана само флейтата. Возот за клисурата се поставуваше. Ана и Крсте останаа на перонот да го причуваат багажот, а Ангел требаше да фати место во возот. За такво нешто, во таков метеж од патници, за него не беше проблем. Тој беше растен во место каде што поминува воз и не му беше тешко меѓу првите да се најде во возот и да го зафати првото купе до вратата. Крсте, кога забележа со каква леснина и подвижност сето тоа го изведе, одушевувачки свирна. Ангел фати место и за 3 девојчиња и едно момче кои тоа не можеа да го сторат. Во возот немаше резервации, па таков ред тој ден мораше да се почитува. Нека се снаоѓа секој како што знае и умее. Потоа на Ангел му го подадоа багажот низ прозорецот и сите влегоа во купето. До тргнувањето на возот имаше уште 10 минути. Натре влезе и Крсте за да ги испрати и за да биде со нив како што прилега. Затоа што 15 денови не беа малку. Таква разделеност за големи другари е долг период. Убаво да си поминете, им посака Крсте. Би сакал и јас да бидам со вас. Тогаш ајде, го покани Ангел. Можевме нешто заедно да испланираме. Не, налето, одмавна со глава. Јас само така, не ми се разделува од вас. Ај нам, Крсте, му рече Ана. Колку што знам, за ова полугодие ти најави свадба, го подсети Ангел. Се подготвуваше за главена акција. Требаше околу водици, но ништо. Венчавање нема да има. Подзапеа Крсте рефренот познатата мелодија, а ова не знам кој одлагање поред ќе биде за Вујче Магден. Како? Му се загледа Ана. Така, никако не може да запати жена, воздивна Крсте. Не му траат војните и тоа ти е. Како не му траат, продолжи се чуди таа. Не може ни една му се погоди.
Тој вели тие не чинат, а ние знаеме дека и самиот не е цвеќе за мирисање, го прекори Крсте. Таков е Вујче Магден. Никако не можеме да го измениме, а го сакам, тој сепак е добар, но велат дека околу жените има некоја магија. Возот требаше да тргне. Крсте на брзина се поздрави со Ана и Ангел и им посака добар пат и на другите кои патуваа во купето. На перонот останаа размавтани раце од пријатели и роднини, од оние што остануваа во градот, а и оние што чекаа воз за друг правец. Патниците беа весели, речиси сите успеаа да се сместат и да се приберат. Во тој случај трката околу местата била непотребна, зашто за такви денови пуштаа повеќе вагони. Оние кои што сакаат да бидат во исто купе, може и простум да стојат, но и да се заменуваат со седење во текот на патувањето. Всушност сето тоа и не беше важно. Најважно беше што си одеа дома и што 15 денови ќе бидат подалеку од клупите и учењето. Возот се движеше, брзо и за среќа на време. Понекогаш знаеше и да доцни. Застоите беа долги, но овој пат се беше така како што треба. Тој тргнуваше напладне и за 3 часа требаше да бидат во клисурата. Ангел беше нестрплив, но тоа не го покажуваше, а на својата нестрпливост ја искажуваше со тоа што постојано го потпрашуваше. Уште колку? Има време, но не е далеко, одговараше Ангел. Возот брзаше, зачестија тунели, во нив не се задржуваше долго. Блиску сме? Пак праша Ана. Ангел не одговори. Во еден тунел подолго се задржа. Тој беше најголемиот од сите што ги поминаа. Патуваме низ клисурата, се слушна во возот. Ана погледна во Ангел, но гумина љубопитно гледаа низ прозорците, а и тие ги залепија носовите за стаклото на прозорецот. Тоа беше таа клисура, сета под снежна покривка. Колку убава гледка. Печаток на убав предел беше неизбежен, но колку привлечен, толку и самотен, упфатен со самиот себе си, а сепак на некој чуден начин возбудлив и посакуван. Ангел ги подготви торбите, а момчето и трите девојки уште пред 1 час слегоа на некој од претходните станици. Ана и тој останаа сами. Најпосле беа пред целта, а горе над клисурата во една заветрина беше нивната куќа. Возбудата не можеше да ја скрие, иако се обидуваше, како што му се враќаа сликите од детството. Тој предел беше негов и се враќаше во него не самиот, туку со девојка која што ја сретна минатата пролет во истиот воз. Што бара таа со него? Зошто нераскинливо се приврзаа еден за друг? И не е тоа никаков сон. Тој ја бараше, а случајот сакаше за брзо време да ја пронајде. Која беше таа сила што ги влечеше кон неа? И што доби од сето тоа? Пријател и другар во градот? Не, доби уште повеќе, а не знаеше што е тоа. Не можеше да го дефинира, да изнајде одговор. Постоеше некоја тајна нишка која толку силно ги држеше и двајцата. Му подвикна Ана. Ајде, ти се уште како да патуваш. Ајде, Ана, веќе стигнавме. Возот со шумно триење застана. Ана и Ангел се најдоа на перонот. Додека тој гледаше лево-десно, возот продолжи. Другиот од спротивната страна доцнеше. Со него ќе се разминат на друга раскрсница. Туку одеднаш на Ангел му скокна на грбот куче, а Ана се исплаши. Но тој кучето се гушна, очигледно срекни што најпосле се заедно. Калин, го представи Ангел. Колку е голем и убав, рече Ана. Ти верувам дека си имал добар пријател. Кучето не ја остана должно и неа. Пријателски и пристојно ја душна со носот, се провртка пред незините нозе, што беше знак за кучешко добредојде. Во пресрет им доаѓаше и мајката. Таа им притрча, двајцата ги гушна, а во незините очи блеснаа солзи. Сине мој, мамо, ајде, погледна мајката кон еден од оставените товарни вагони. Како патувавте, ќерко? Добро и брзо стигнавме, рече Ана. А одзад вагонот се појави и таткото во железничарска облека. Тој се прикри малку за да се пошегува, па со Ангел се поздравија на тој начин што, откако се гушнаа, продолжија да се борат во снегот. А Калин легнат на грб ја исчекуваше борбата и како да сакаше да ја проследи дали ќе биде чиста и според правилата. Но одеднаш се заборави и го повлече за едната ногавица железничарот. Тој се лизна и падна во снегот. Не е фер, извика смејки се. Калин секогаш е на твоја страна. Сакав само да проверам дали си зајакнал во градот. Тој стана, се истресе од снегот и приде на Ана.
Немој да се чудиш, керко, и рече подавајќи ја раката. Таков ни е обичајот со него, а ти чувствувај се добро меѓу нас. Ќе настојуваме да ти биде убаво за да ни дојдеш и друг пат на гости. Ана се насмевна. Колку бав пречак, помисли, а и Ангел е поинаков со нив. Таков не го познавам. Уште на прв поглед и двајцата, мајката и таткото и се допаднаа. Необично питоми луѓе. Тргнаа нагоре кон куќата. Таткото дофати една торба, Ангел друга, мајката ги зеде скиите, а на Ана и остана флейтата. Дај ми ја мене, ќе ја носам, и рече жената. Ти си не гостинка. Благодарам, тетка Дафина, рече таа. Не е тешка, можам и сама. Калин како да бараше некое задолжение и гледаше во нив. Откако не го доби, тргна весело напред. Гледајќи го товарот, како да сакаше да им рече. Кога имавте толку товар, зошто не ме впрегнавте во санката? Нивната куќа беше убава градба со дебели камени ѕидови и со широк простор околу неа. Сиот тој простор сега беше покриен со снег. Кога влегоа дома, Ана почувствува мирис на билки и чајни треви. Кај нас чајот е основен напиток, рече жената. Него постојано ќе го потребувате наместо вода, така кашлицата нема да дојде. Чајот многу не го мирисам, си призна Ана, но верувам дека овде ќе навикнам. Без друго, продолжи тетка Дафина, за чајот треба навика. Ќе го почитувам вашиот ред, се смешкаше Ана. Ох, колку се радувам што сте овде, ги гушкаше таа. Колку ќе не биде убаво овие 15 дни. А сега да ти ја покажам твојата соба, Ана. Може, тетка Дафина. Овој пат Ангел ти ја отстапува својата. Тој ќе се всели во другата. Жената ја поведе во собата на Ангел. Таа беше средена и чиста, дишеше од свежина. Внатре баботеше печка на дрва, беше топло. Ана веднаш го забележа својот портрет над зидот. Тој беше поголем, зачудувачки успешен, поубав од оној мини портрет во интернатската соба. Како ли можел толку да ја погоди од едно единствено видување? Домакинката се насмевна. Ангел многу се трудеше околу тоа. Дури сега сваќаме дека имал и зошто, а и мене ме зачудува колку те погодил. Просто да не поверуваш, како да повлекол со Божја рака. Да, навистина, се чудеше Ана. Велите дека е случајно. Не знам веќе како. А собава е убава, многу ми се допаѓа. Ке ти биде добро, овде и во зима е убаво. Ке има снег, велеше жената. А сега на чај, ајде, да се стоплите малку, да се згреете. Убав почеток, си помисли Ана. Ах, колку е необично, како да сонувам. Чајот беше готов. Мешавина од разни треви, од оние кои растеа само во клисурата. Охо, ама е добар, рече Ана, шмркнувајќи. Ќе го засакам и чајот. Овде има поинаков режим отколку кај вас, се насмевна Ангел. Ке мора да го почитуваш овој ред. А и зошто да не му рече таа? Ваква промена ми е добре дојдена. Оној што еднаш дошол во клисурата, сака да и се врати. Тоа е како магија, нешто посилни од самите нас, го кажа таткото, она што многу пати го рекол. Кога дојдов како младич уште од град, растен во дом, со кревко здравје, не верував дека ќе издржам и 3 месеци. А еве обстојувам 30 години и не посакав да се вратам назад. Дури и здравјето ми се поправи. Да не чуе злото, на ништо не се жалам. Се соживеав со местото. Тука ми е работата. А и јас, од домот каде што се запознавме, право по него по Војдан. Кога се омажив и кога дојдов овде, најпрво живеевме во една соба во железничката зграда. Што да ви раскажувам, нашата е долга и широка. Сега мајката ја продолжи животната приказна. Ја открив привлечноста на тревите. Тие ми станаа секојдневност. Ми носат и некоја заработувачка. Доволно ни е за тројцата. Добро е и тоа што Ангел ја засака биологијата. Интересна наука. И многу привлечна кога ќе се навлезе во неа. Ана слушаше. Толку и беа необични тие приказни. И кога ќе погледнеше во Ангел, одеднаш ја зафаќаше чувство дека и таа му припаѓа на овој дом, дека е блиска со тие луѓе кои се определиле за усамен живот во клисурата. А сега им следува ни ручек ни вечера, зашто ручекот им е прескокнат во времето кога патуваа, зар не? Рече таткото. Сепак ова ќе биде вечера, веќе се подготвува во шпоретот, продолжи мајката. Речна пастрмка. Се надевам добра печена и вкусна. Или може би Ана сака нешто друго. О, избрза таа, ја сакам рибата, и тоа многу. Ана се изненади прашувајќи се од каде толку слобода во неа во оваа речиси непозната и осамена куќа во клисурата. Која е таа сила што ја прави толку блиска со нив?
Добро, таа не беше многу срамежлива, но сепак е одмерена и не секогаш слободарски настроена во односите со другите. Впрочем, како и ангел, може би не е случајно што се зближија. Се виде дека рибата на Ана е омилена храна, но мајката тоа го знаеше од разговорите со ангел. Таа беше жена што се запаметуваше. Јадеа со апетит. Дури Ана посака и риба повеќе. Очигледно во возот многу огладнала. А во таа куќа, ако гостинот побараше додаток, домаќините беа почестени. Тоа беше знак дека тој е задоволен, добро нагостен и пречекан. Откако завршија со јадењето, тетка Дафина го изнесе својот понатамошен режим. Вечерата ќе ја добивате порано, а пред легнување, за да ви биде помирен сонот, ќе пиете чаша топло млеко. Дали некој има против? Немаше, се разбира. Над клисурата се свечеруваше. Небото го напластија рој звезди. Ноќта беше јасна, но не многу студена, а уште попријатно беше да се биде во топла просторија далеко од светот, каде што наоколу ништо нема освен животот во самената куќа. Или барем таков печаток се добива. Поточно така и се причинуваше на Ана. Стоката навреме ја нахранија. Ангел се погрижи за Калин. Тој сакаше куќето да биде сито. На шпоретот вриеа костени. Ајде, додека да се сварат, малку да засвириме, предложи таткото. Флейтата е добар инструмент, а во свирачот не се сомневам. Ангел ни раскажувал, ние знаеме, се насмевна мајката. Пријатно е да се слуша музика во зимски ноќи. Има време за се, ноќите се како години. Ана се смешкаше и не требаше многу да се настојува за да ја земе флейтата. Таа ја дофати, ја извади од кутијата и беше готова да засвири. Во собата протекоа звуците на добро познатата, момчето од клисурата. Ана свиреше од се срце, со сета своја љубов што ја носеше во себе и тоа во куќа чиј праг за прв пат го пречекорува. Таа престојува прва вечер, а и се причинува дека е блиска со тие луѓе и тоа преку нивниот посвоен син. Тој беше најнеобичниот концерт што дотогаш го одржала. Костените беа вкусни, а и млекото смирувачки действуваше. И никој не сакаше да оди на спиење. Што дека беше доцна кога сонот не доаѓаше. Ајде, време е веќе, соопшти жената. Бидејќи сте на распуст, наутре ќе имате сат и половина повеќе за спиење. Тоа подразбира станување во 7:30, рече Ангел. Дали знаеш дека во интернатот наутро станувавме во 6 часот? Добро, во тој случај добивате уште половина час, попушти жената. Тоа значи станување во 8. А во 8:30 појадок. Тој ден на рано станување треба да се почитува, зашто оној што го преспива утрото како да се ја преспива младоста. Пак се вмеша Ангел, тоа веќе го знам. Добро е да го знае и Ана, сине, рече. А во тоа има вистина. Јас ке придржувам на редот, тетка Дафина, се сложи Ана. Негово се треба да го има, така и кај нас дома, и никој не се буни. Мене веќе ме совладува дремката, си призна таткото. Виното очигледно сака да ми го довика сонот. Утре ќе морам навреме да бидам долу. Возот никогаш никого не чека, а без мене не може ни да тргне. Колку весела вечер, колку пријатна ноќ, помисли Ана и скришно погледна во Ангел. Тој поглед значеше. Имаат право, време е за легнување. А сега секој во својот простор. И од маминската соба, малку подалеку, му се закани со прстот мајката. Мажите немаат пријат таму каде што ќе посакаат. Ана се смееше. И Ангел исто така. Кога се смири, во собата останаа само мажот и жената. Колку промена ќе ни внесат оваа зима, мажот го прекина молкот. Радосен сум што се овде, жено, а девојчето е убаво и мило. Но и добро воспитано, прифати жената. Току што му недостига и на нашиот Ангел. Добри се и двајцата. Дали забележуваш колку исти очи имаат, како да ги родила една мајка? Беше тоа убава јануарска зима во клисурата, со снег и сонце, мека и пријатна. Ангел и Ана секојдневно скијаа над куќата. Понекогаш се спуштаа од дома до пругата. Таа научи да биде посигурна на скиите. Кај неа беше Ангел за да ја помогне. И Калин ги придружуваше. Беше пријатно да се биде на снег, уште и по сончево време. Но Ана не знаеше уште колку изненадувања ја чекаат. Таа почувствува што значи да се јаде чиста и незагадена храна, како што би рекле незините.
прв пат јадам месо од дива свиња, призна Ана за време на ручекот. Вкусно е многу. Месото од дива свиња е здраво, но треба добро да се подготви, велеше тетка Дафина. Дивечот има свој начин на подготвување. Ако не го знаеш марифетот, може да биде и невкусно. Како и секоја храна, но морав да го отстрелам. Беше голем нерез, ама разбойник. Самија кој талка наоколу и се правдаше Чичко Војден. Доаѓаше во пченката и ја пустошеше. Ги напаѓаше и компирите, сакаше се да преора и да разневиди. Како го погодивте, се интересираше Ана. Како, не ми е прв пат, одмавна со рак. Не пишам закон во природата. А срната, незиното месо колку е вкусно, подзеде жената. Ке пробаш и срнечко? Срна, си знае Надијана. Каква штета може да направи срната? И да се пука во неа? Не да се пука, ќерко, чесен збор не. Кога таа ќе излета на нишан, кај мекото срце паѓа цевката на пушката, рече железничарот. Пука само оној кој има клето срце, кој не знае што е ред во природата, а во неа владеат и други закони. Таа беше ранета и бараше за солниште. Речи си на раце ми искрвари, продолжи жената. Во тој случај мора да се искористи месото. Доаѓа зима, живееме во дивина, не може секогаш се да се купи, а градот е далеко. Многу ми е жал кога се пука, рече Ана, уште и на срна. Ни се случувало и да излекуваме некоја, а кога ќе оздрави да ја пуштиме нагоре низ полјанките, а таа долго навраќала за да не посети, сврте приказната жената, се додека не ја стигне куршум на несовесен ловец, или не ја зачека гладна волчија глутница. Овде се има, се може да се случи, а законите се сурови и никакви. Ана слушаше. Тоа беа необични приказни кои дотогаш ги читала во приказните или ги гледала во филмовите. Таа се чудеше на тие неверојатности, и ако ангел речиси и не ги слушаше, тие нему му беа познати и доживеани. Може би затоа и не го интересираа. Да видиш и да не веруваш, се сврте кон него. Овде има и почетни нешта, Ана, но треба да се начека моментот за да се доживеат. Веќе беше вечер, зимска вечер, а на небото се нафрлија облаци. Одеднаш Калин бесно залаја, се вознемири. Ангел не чекаше ни миг, тој истрча надвор. Ана се исплаши, тетка Дафина и Чичко Војден останаа мирни. Ангел сам излезе, извика таа. Зар не му е страв? Не му е прв пат, Ана, се насмевна жената. Тој навикнал на животот во клисурата. Кај нас вакви нешта се вообичаени, ќерко, рече мажот. Нема опасност пред вратата. Ангел се обидуваше да го смири Калин. Тој некако се скроти, но продолжуваше да цимоли. Кучето се кострешеше, ги чулеше ушите. Момчето се вслушна во ноќта и до него допре завивање. Ана, што од љубопитство, што од страв под ангел, истрча надвор и се припи до него. Калин пак залаја, бараше да го ослободат за да се втурне во ноќта. Завивањето стана погласно, а тоа беше повик кон кучето за уште поголема вознемиреност. Слушај, Ана, и рече ангел, слушај. Таа уште повеќе се притаи до него. И до неа допре завивањето. Кучиња? Не, волци, рече тој, и не се далеко. А Калин ги насети. Ама како да занеме и од поблиску ја побара неговата заштита. Ти не се плашиш, ангел? Сум имал средби и очи во очи со волк. Таа се чудеше и не можеше да свати од каде таква храброст во него. Тој рече си беше низин врсник. Која е силата што толку многу ја врзува со него? И зошто се заедно во оваа волчја ноќ во клисурата? Колку е се непредвидливо, а патиштата во животот немаат никаков ред. Се вратија во собата. Волчја глутница, нагласи Ана. На снег, рече мајката, ќе заврне нов снег. Волците носат невреме, прифати таткото. Завиваат на промената. Повикот на зверовите не стивнуваше. Калин како да сакаше да го скине синџирот. Тој настојуваше да се ослободи од кукичката и да јурне во ноќта. Зошто завивањето се повеќе наближуваше. Тоа допираше и во собата. Ќе го доведам дома, рече ангел. Тој е храбар и сака да насрне на глутницата. Таа храброст може скапо да го чини, забележа железничарот. Не смееме да допуштиме неравноправна борба. Го прибраа кучето дома. А тоа скокаше, се лутеше се додека не се смири и легна. Но на секое завивање на волците продолжуваше да се наежува.
И кога глутницата наближи во непосредна близина на куќата, тој пак бараше да го ослободат. Имаше нешто посилно во него, што не му даваше да остане мирен. Колку и да беше послушен и приврзан за своите господари. Железничарот ја зеде пушката и се доближи до прозорецот што гледаше кон шталата. Потоа прашално се сврте кон жена си. Вратата е добро затворена, рече таа, и кај кравите и кај овците. Нема да влезат внатре. Кој би им го допуштил тоа, се побуни Ангел. Ја дофати другата пушка и застана на другиот прозорец. Надвор месечината едва успеваше да понуди скржава светлина над шталата. Таа беше заробена меѓу облаците. Ана со чудење гледаше во тие необични луѓе. Маж и жена со посвоен син, кого што толку многу го сакаше, а го засака на необичен начин. На уште по-необичен се пресретна со него повторпат во градот, за да се најде оваа зимска ноќ во часот што нудеше борба меѓу човекот и зверот. Таа со страв гледаше во оружјето и свати дека тоа е неопходно. За секој случај да појдеме кон шталата, тате, предложи Ангел, да не се вознемириле животните. На тој помислив, му одврати тој и го зеде федерот. Ѓаволот не се фаќа за рало и мотика. Се може да биде. Те излегоа надвор, но без Калин, а тој како да збесна од лутина и немоќ. Ништо не му помогна. Никоја таа куќа не би го пуштил во борба со глутницата. И покрај тоа што беше голем и силен, во тој миг може би немаше да биде и умен. Храброста понекогаш е лудост. Ана збунето гледаше околу себе и сакаше да викне. Ве молам, не одете, се плашам. И за двајцата, најмногу за Ангел. Тој е млад и неискусен за пушка. Но тетка Дафина ја свати нејзината вознемиреност и се обиде да ја успокои. Не е страшно, Ангел и чичко Војдан се уигран тандем за вакви работи. Действуваат како еден. Тие беа надвор, а светлината на фенерот го откриваше нивното движење, но истовремено и волчото завивање се притаи, а потоа почна да се оддалечува од близината на шталата. Ангел имаше право, меѓу стоката владееше вознемиреност. Глутницата како под команда се оддалечи во глувата зимска ноќ. Кога се вратија, Ангел и таткото во собата, на Ана и олесни нешто во душата. Ете заминаа, рече железничарот, насетија барот и се тргнаа настрана. Ана се уште ништо како да не сваќаше. Таа беше збунета. Волкот е лукаво животно, ќе ја намирисе опасноста, продолжи тој. Грешат сите ваши писатели што пишуваат басни и приказни во кои го представуваат како најглупаво животно. Не е точно дека тој е глупав. Волкот е итрец, пресметан крволок. Таа вечер Ана уште повеќе се одушеви од Ангел. Тогаш свати дека неговата храброст се уште доволно не ја одмерила. Колку многу те сакам, никогаш не ќе можам да се одделам од тебе, му призна таа. Кога моите би можеле да ми родат брат како тебе, толку би била заштитена. А сега се насмевна тој, и мене таква сестра би ми била добре дојдена, па што? Ние сме заедно и најмалку е важно што не сме брат и сестра. Имаа право волците, рече чичко Војдан, кога утрото погледна низ прозорецот. Завивањето овој пат искоби снег. И тоа убав снег, прифати тетка Дафина, колку само напаѓал за една ноќ. Во тоа време тука се помислува, дали има брашно и леб, храна за стоката, дрва за огрев, а се имаше во таа куќа. Така ги научило искуството, можеа да бидат спокојни, и покрај тоа што снегот не им беше најдраг гостин. А посебно тогаш кога многу ќе се напластеше, како што имаше обичај, но за среќа во клисурата долго не се задржуваше. Кога се разбуди, Ана ги протри очите и погледна низ прозорецот и виде наоколу белина огромно пространство, а просторот сиот во цуд од снеголки. Дали сонува, како се нашла сред таа белина, како принцеза што западнала во снежна приказна. Кој би поверувал дека сказните и животот можат да бидат толку блиску еден до друг. Ана од прозорецот виде дека Ангел излегол надвор. Тој му помагаше на татко му да расчисти пат до шталата. Овој пат, Ана, те оставивме подолго да спиеш, и рече мајка му на Ангел. Синоќа се растревожи од волците, па може би долго не си заспала. И не заспав, тетка Дафина, и одврати таа. За мене беше необична ноќ. Те разбирам, ќерко, во почетокот и мене ми беше чудно, но со текот на времето човек навикнува. Еднаш доживеаното, вториот пат нема да биде толку возбудливо. А снегот, виде ли колку напаѓал? И уште паѓа, дзирнав од прозорецот.
Помислуваш дека никогаш нема да престане. Ке престане ваков снег, ветува бујна пролет и во клисурата. Ке има билки оваа година. Јас го сакам снегот, продолжи Ана. И Ангел го сака, макар што кога имало снег не му било лесно за во училиште, забележа жената. Ние многу не му се радуваме. Тоа доаѓа со годините. Додека човек му се радува на снегот е млад. Однадвор дотрча Ангел, сиот во снег, весел и насмеан. Очигледно се борели со Калина, а можеби и со татко си. О, добро утро, принцеза од снежна приказна, смејки се поздрави тој. Ке има скијање, како ти се допаѓа клисурава под снег? Многу е возбудлива, како во сказна, така рече и ти. Ке биде уште побаво кога ќе престане снегот, ја уверуваше Ангел, ке видиш. А волците, го подсети таа, сега кога е ден и не изгледа толку страшно. Такви случаи во клисурата брзо се забораваат, затоа што доаѓаат нови, како овој снег од ноќеска, а тие бегаа пред него, го насетија. Кон пладне снегот престана. Клисурата пак се успокои под снежната наметка, села во белина. Железничарот беше на својата задача. Ке ги пречека возовите, ке им го отвори сигналот, ке го поздрави нивното разминување. Тој секојдневно преку телефон им се јавуваше на родителите на Ана. Неговите зборови беа охрабрувачки. Не грижете се, професоре, вашата ќерка е добро расположена. Го прифати нашиот начин на живење. И добро и е се гледа тоа на неа. Вестите од дома и ги пренесуваше на Ана.